Со маски под брада минатата недела се обезбедуваше амфитеатарот во Струмичкиот парк. Повод беше партиски собир на социјалдемократите во рамки на предизборната кампања. На самиот влез посетителите ги пречекуваа известувања како да се однесуваат оти доаѓаат на собир во време на корона криза. Стручните препораки на Комисијата за заразни болести поврзани со спроведување на избори во време на пандемијата COVID-19 ги опфаќаат и предизборните кампањи. Комисијата предлага да не се одржуваат големи собири, да се држи физичко растојание од 1,5 до 2 метри, да се носи задолжително заштитна маска и да се дезинфицираат редовно рацете. Стигнаа и кандидатите за пратеници. Ставањето маски одеше наизменично со поздравувањето со сопартиците. Раце не се дезинфицираа. На директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов му беше важно сите да носат маски со партиски обележја, иако тој со неговата, наместо устата и носот, ја покри брадата. Добар ден, господин пратеник. Ова ќе станеш? Шо? Насокот Китанов да ја смени маската доби и партискиот лидер Зоран Заев. Тој пак избегна физички да се поздрави со сопартиците и беше единствениот што на влезот ги дезинфицира рацете. Може да учат граѓаните, така? Дезинфекцијата е важна, оти според експертите луѓето несвесно го допираат лицето и до 1000 пати дневно, како на пример овој претендент за премиер. Во амфитеатарот присутните седеа со маски и на дистанца. Среде обраќања директорот Китанов реши да направи пауза во блискиот локал. По враќањето негираше дека не ги почитува мерките за заштита. Вие редовно не ја носите ваша маска? Не, точно, редовно ја носам. Ви имаме во инсерти како не ја носите? Па можеби ако сум требало да се напијам вода или да запалам цигари, иначе редовно ја носам. Собирот траеше 1 час. Пратеникот во трка за втор мандат не пропушти да се поздрави речиси со сите. Ајде, поздрав. Забележавме дека со тупаници се поздравувате со партиците. Колку е тоа безбедно? Видете, ги почитуваме, са можеби не сакајќи на моменти наместо лакт пуштаме тупаница, но тоа е од нашата идеологија, знаете, тупаницата социјалдемократска, левичарска идеологија. Еве, ако сме го прекршили, јас навистина се извинувам, но колку што можам внимаваме да се поздравуваме согласно здравствените протоколи во државата. Костадинов се досети и на полош пример од неговиот. Бруталното прекршување на уредбите со законска сила од страна на лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН. Знаеме дека во време кога теретаните беа затворени, човекот одеше по теретани. При тоа, министерот за внатрешни работи и вас се прашувам, бидејќи вие треба личен пример да покажете. Наместо да покаже пример како треба, сигурно дека е побезбедно да се поздравите со тупаница отколку да шетате по кафеани и на тој начин да го загрозувате здравјето на граѓаните. Еве уште еднаш ја користам оваа прилика, што не сум се поздравил со лакта, сум се поздравил со тупаница, но знаете како луѓето пуштаат рака, па што да направиме сега? Одговорот Костадинов можеби треба да го бара во овие снимки. Како и на доаѓање, така и на заменување, партискиот лидер Зоран Заев им од поздрави на поддржувачите од дистанца. Следниот ден бевме на собир на ривалскиот табор. ВМРО-ДПМН ја организира средба со жителите на Вевчани. И овде заштитна маска носеше кој како милува. Не изостана и гушкање. Со пристигнување на партискиот врв како целосно да се заборави на безбедносните протоколи. Носителот на партиската листа во изборна единица 5, Игор Дурловски, меѓу членството продефилира без маска. Никој не застана кај пултот со средство за дезинфекција. Почна редењето по протокол, па и Дурловски доби маска. Овде собирот траеше помалку од 1 час. Дел од присутните вевчанци набавиле маски со партиски обележја, но не соодветно ги ставиле на лицата. По говорите следуваше музички перформанс. А по перформансот уште една серија поздравувања. Господине
Господин Друловски, едно прашање на кратко, зошто без маска дојдовте? Каде зашто дојдов без маска? Тука, на Слобиро, без маска бевте на почеток. Ја донесоа, ја заборавив во кола. Па дали е одговорно према граѓаните? Па јас се трудам да бидам максимално одговорен, но се случуваат понекогаш и грешки, се извинувам за тоа. Тие грешки може скапо да ги чинат сите присутни. Може, да. Но јас се потрудив, ми донесоа маска, ја ставив маската. Мицкоски продолжи со отпоздравување со речиси цело членство. Ние сме народна партија, ние сме со народот. Ние не бегаме од народот со сиот ризик, нели, кој што не втурна ова раководство на СДСМ и Зоран Заев и ова влада. И така и ќе продолжиме. И по ризик на сопствениот Може живот. вие да бидете и преносител на зараза. Може да бидам преносител, може да бидам и човек кој што ќе биде инфициран, Каде така да. одговорноста ако сте преносител? Па еве, затоа апелираме сите да носат ракавици, да носат маски, да го намалиме ризикот. Сите сме свесни дека во ризични времења водиме оваа кампања, но повторно ќе кажам, ние апелиравме да не дојде до ова. Од друга страна имаме неодговорна власт која што не втурна во едно вакво невреме да водиме кампања. Кампањата е реалност како и коронавирусот, па почитувањето на мерките е единствениот начин некој партиски собир да не стане и нов ковид кластер.